Сместовачките капацитети во Дојран веќе се полни, а за престојниот продолжен празничен викенд за Илинден се бара легло повеќе. Летуваат претежно домашни гости, а со отварањето на границата кон Грција по една пауза во Дојран се вратија и српските туристи кои транзитираат низ ова туристичко место. Градоначалникот на Дојран Ангов очекува ова сезона да се регистрираат над 100.000 ноќевања, што ќе биде дополнителна мотивација и поттик за развој на ова туристичко место. Лани имавме една успешна сезона, може да се каже една од најуспешните сезони. Се надевам дека и оваа година ќе ја повториме и ќе го надминеме тој максимум од 100.000 ноќевања. Она што ме радува фактот што српските туристи повторно се вратија, така да тие како транзитни туристи зафаќаат значаен дел од исполнувањето на овие сместовачки капацитети и се надевам дека во следниот период ќе има голема навала од поборувачка на сите тие сместовачки капацитети. Ова сезона се отворија повеќе плажи покрај Доранското езеро, се збогатови ноќниот забавен живот. Постојано се организираат концерти и фестивали со што Дојран стана атрактивна туристичка дестинација и за младата популација. Паралелно се реализираат и повеќе проекти со кои Дојран добива нов лик. Па Дојран буквално од година на година се развива се повеќе и повеќе, нуди нови содржини, имаме нови плажи, содржини кои што се навистина атрактивни и за сите посетители, како што заврши проектот преку ЛРЦП за разобување на централното подрачје, се работи за 36.000 метри квадратни нови содржини кои што може да ги користат посетителите. Минатата година туристичката сезона во Дојран ја спасија ваучерите, но оваа година заради пристапните цени и збогатената туристичка понуда, се повеќе македонски граѓани летуваат во оваа место каде присутни се и српските транзитни туристи.